Функционерите втор месец со плати за 80% повисоки. Нема информации дали покрај Пендаровски некој друг донирал дел од априлската плата. Владата и министерот Бесими се уште убедува дека решението на Уставниот суд ќе важи од наредната година. Во бранот на демагогија спаѓаат и други реакции од типот: не сум видел колку легнало на личните функционерски конта. Во основа платите на сите во државата се ниски. Функционерските се на работ од социјалната апанаша. Каква држава, такви награди, легални. Но, кој од народните избраници и функционери живее од пропишаните коефициенти? Лидерите и пратениците имаат и дополнителни примања преку партиските додатоци. Секој вработен по партиски клуч, секој месец издвојува за партиската каса. Не изгледа логично директорите на јавните предпријатија или акционерските друштва во државна сопственост, како што е контролата на летање, да примаат плата од околу 5000 евра. Многу им била сложена работата на директорите и на партиските војници напикани во овие најпрофитабилни системи. Во Републичкиот судски совет пак се истражува дали формално е создадена пирамида на влијание. Фактички сите го знаат тоа. Често се зборува дека секоја пресуда има своја цена, како на зелен пазар. Се прераскажува случај од случај. Дури како од типот на екс-југословенските републики, што е регистрирале меѓународните медијатори. Ги зголемиле платите на државните функционери и судиите за 3 пати. За толку се зголемила и новата тарифа за подмитување. Во Македонија одамна нема етика и социјална грижливост кај сите носители на власта. Ова е само почеток на уште едно ново издание на Трилинг. Еве што ќе гледате и кои се вечерашни соговорници во новото издание на ТВ магазинот. Бугарија води една политика на активна конфронтација. Потребен е надворешен гарант во однос на границите на бугарското мешање. Професор Спасеновски, вашата идеја која пласиравте пред речиси месец и половина за промена на државниот грб не најдена поддршка и кај власта и од страна на опозицијата. Како понатаму ќе течат уставните измени? Дали можеби ќе се оди на ситуација да се разговара не веќе со партии, туку со поединечно со пратеници? Тој процес на немање политичка култура и парламентарна култура на работење заедно за националните интереси на државата, без оглед дали е позиција или опозиција, ние имаме нетранспарентност и неотчетност. Секој кој што досега правил дивоград би се дрзнувал да изгради на диво одреден објект, мислам дека ќе размисли неколку пати дали да отпочне со тоа. Мислам дека во Скопје во моментот се живее како старци под постојан притисок, во групи, не многу чисто и дефинитивно нехумано. Оправдан ли е револтот кај граѓаните во однос на делот на нетранспарентноста на овој проект? Можеби фалеше еден дел од самата реализација на проектот да се одвои во делот на поголема транспарентност и објаснување на граѓаните. Сето ова што сега се прави со јавното обвинителство, со ДКСК и така натака, е едноставно прекасно. Начинот на кој што тоа се реализира е далеку од транспарентен и демократски. Секаде постоеле функционери под наводници или тогаш удбаши агенти, а денес нешто друго. Агенти имало тогаш, агенти имало и денес, кои што земаат да работат работи кои што не им се работат. Главните политички ривали во Бугарија си подадоа рака. Бојко Борисов и Кирил Петков договорија формирање на нова бугарска влада со ротирачки премиер. Дали ова може да биде олеснителна околност околу диалогот Скопје-Софија? Во меѓувреме во Скопје работи работната група за уставни промени. Дали и како бугарите ќе бидат внесени во преамбулата, во услови кога најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН е против уставни промени. Неодамнешната идеја на универзитетскиот професор Александар Спасеновски за можноста ВМРО-ДПМН да се привлече со давање поддршка околу уставните промени со идејата да биде променет и државниот грб, најде на негативен одглас и кај опозицијата и кај власта.
околу најновите случувања на релација Скопје-Софија, околу можноста да се промени уставот во вакви околности. Токму на оваа тема ќе разговарам со универзитетскиот професор од Правниот факултет Александар Спасеновски. Професор Спасеновски, разговорот ќе го започнеме околу последниот извештај на Freedom House, во кој се констатира политичка поларизираност, но и напредок во делот на демократските капацитети на државата. Најголем напредок се бележи во делот на граѓанското општество, а клучни пропусти во делот на судството, корупцијата и независноста на институциите. Колку овој извештај на Freedom House е отрезнувачки или пак помалку може да биде и охрабрувачки во делот дека сепак е направен некаков напредок во делот ако се направи компарација со претходните извештаи на Freedom House. Кога станува збор за нашата држава, можеме да заклучиме дека низ призма на анализа на последните 5 извештаи на оваа важна меѓународна организација, дека Република Македонија во континуитет прави многу мали, во одреден дел дури и многу символични, но сепак чекори напред во насока на натамошен развој на демократските процеси во државата. Нашата држава се уште е во групата на делумно слободни држави, меѓутоа од 2017 до 2023 година можеме да заклучиме дека оваа земја, граѓаните на оваа држава, општеството во целина напреднало за 11% поени од скалата на рангирање на Freedom House и сега, согласно последната класификација, согласно последниот извештај, Република Македонија има 68 од 100 можни процентни поени. Тоа значи дека, доколку го ставиме овој податок во еден регионален контекст, можеме да заклучиме дека, особено е во светло на Балканот, дека постојат две групи на држави. Првата група на држави се оние кои што Freedom House ги оценува како слободни, и другата група се оние кои што ги оценува како делумно слободни. Република Македонија има највисоко се наоѓа на скалата, задна е Црна Гора, се разбира, тоа е еден податок кој што е важно да го споменеме за да ја земеме предвид генералната, целата слика поврзана со и самиот извештај од една страна и со местото на државата во овој регионален контекст. Постојат определени слабости, вие ги детектиравте во областа на владењето на правото, во однос на довербата во институциите, но секако и определени предности во однос на слободата на медиумите и секако во однос на здравието, би рекол, на цивилното општество во државата. Неколку последователни истражувања покажуваат значителна одбивност кај граѓаните, македонските граѓани во однос на промена на македонскиот устав. Едно од последните истражувања на Институтот за демократија покажува дека 80% од македонските граѓани се против внесувањето на бугарите во преамбулата. На што се должи овој анимозитет кај македонските граѓани во однос на внесувањето на бугарите во македонскиот устав? Да, факт е тоа не само последното истражување на Институтот за демократија, туку во континуитет голем дел на истражувања, почнувајќи од 2020 година до денес, детектираат, може да се забележи и се утврдува високо ниво на нерасположение на граѓаните на оваа држава во однос на политиката на Република Бугарија кон институциите на Република Македонија. И во таа смисла, ако некој имаше намера од 2017 година до денес, кога беше склучен договор за пријателство, добрососедство и соработка, да направи се да се расипат овие македонско-бугарски односи, тогаш таа личност или таа институција или тие луѓе имаат причина за големо задоволство, бидејќи македонско-бугарските односи се наоѓаат на едно историско најниско рамниште. Во однос на отпорот на граѓаните кон уставните промени, тука можеме да зборуваме за повеќе групи на причини, од кои ја би издвоил две. Имено, првите се поврзани со историјата на промените на уставот на државата и со ефектите кои тие ги произведува, и втората група на причини се поврзани со самата природа на договорените како резултат на потребата од динамизирање на европските интеграции актуелни уставни измени. Доколку ги анализираме изминатите 7 уставни измени, тие можеме да ги поделиме во две големи групи. Во првата група се уставни измени кои што се рефлексија на политички состојби, на политички барања, како резултат на тоа Македонија да обезбеди подобро место и повеќе се интегрира во меѓународната заедница. Од друга страна имаме друга група на измени кои што се поврзани со реални потреби за реформи во судството, за намалување на цензус за избор на претседател и така натаму. Она кое што предизвикува горчина, и тоа се гледа во анкетите кои што ги прават
центрите, институтите за истражување на јавно мислење, е чувството на граѓаните на државата дека после секој политички уставни измени, почнувајќи од 1992 година, завршно со измените од 2019 година, дека постојано нешто им се одзема или дека постојано се намалува еден востановен субстрат на кој што почива државата. И сето тоа придонесува да се создава еден внатрешен отпор кој што го приметуваме во периодот кога се разговарало за секој од уставните измени. Тие трендови можеме да ги забележиме и сега, меѓутоа тие се, би рекол, малку повеќе изразени, особено заради тоа што постои една изразена свест дека дури и со измената на Уставот на државата, дури со внесувањето на граѓаните со бугарско етничко потекло кои живеат во Република Македонија, нема да биде крај на лошата ера, на лошиот период во македонско-бугарските односи. Впрочем, затоа и кажам дека некој треба да биде задоволен што довел на ова рамниште да се односите помеѓу двете држави, што е навистина штета. Реални ли се стравувањата дека и со евентуалната промена на уставот и внесот на бугарите во преамбулата, дека тука нема да запрат сопките на македонскиот пат кон ЕУ и колку реално се оправдани стравувањата дека со евентуалната промена на уставот ќе се навлезе можеби во една поделикатна фаза, а тоа е на редефинирање на државата. Во однос на првиот дел од прашањето, мислам дека одговорот на ова прашање лежи во констатацијата дека нашите соседи од Република Бугарија 2 години по склучувањето на договорот за пријателство, соработка и добрососедство би можеле да именуваме дека водат една политика на активна конфронтација кон Македонија. И во таа смисла сосема легитимни се стравувањата дека дури при промена на уставот, дури при измена на уставот на државата на начин на кој што е препишано во согласно со потребата од динамизирање на европските интеграции, нема да застанат тука барањата на официјална Софија кон официјално Скопје, а кои се поврзани со одредени нивни, би рекол, историски цели за поголемо и посимволично присуство во Република Македонија. Меѓутоа, од друга страна, секако е многу важно да се зема преди фактот дека интеграцијата во Европската Унија, членството на државата во Европската Унија е еден од врвните приоритети, најважните приоритети, кои исто така наоѓа своја рефлексија во анкетите кои што ги спомнуваме. Се уште најголем дел од граѓаните, повеќе од 68-70%, сметаат дека интеграцијата во Европската Унија е најважниот приоритетот на сите приоритети кога стана збор за Република Македонија. И во таа смисла, само да поентирам доколку ми дозволите, сметам дека е тука многу важна. И сега таа веќе се забележува улогата на меѓународната заедница како наш важен партнер и како еден важен сегмент кој што има свое влијание во процесот на носењето на важни, во одредени случаи дури историски одлуки. И мислам дека низината помош, низиното активно вклучување и во Република Бугарија од аспект на минимизирање на негативната риторика која доаѓа кон Република Македонија, но и во самата Република Македонија може да доведе на еден краток рок до воспоставување на еден баланс во кој што македонско-бугарските односи ќе ги имаат сите претпоставки да доживеат една нова позитивна промена, каква што впрочем се случи во 2017 година. Колку е соодветно споредувањето на односот на Бугарија кон Македонија со односот на Москва кон Киев? Бугарија води во долг временски период агресивна политика на конфронтирање кон Република Македонија. И тоа е повеќе од јасно. Можеме да ги бараме причините за таа конфронтација. Дали е во перманентната политичка криза на државата, дали станува збор за она што се именува се повеќе и се почесто не само за Бугарија, туку и за други делови од Балканот, надворешни малигни влијанија од трети страни. Дали станува збор за карактерот на политичките личности кои што во овој момент управат со државата. Но факт е дека станува збор за една во случајов политичка агресија, долготрајна политичка агресија на Бугарија кон Република Македонија. Тоа впрочем не треба да бидете посебен експерт по политички науки или добар познач на македонско-бугарските односи за да го констатирате тоа. Македонско-бугарските односи овие 30 години поминаа низ 3 фази. Првата фаза беше од 1991 до 2017 година и таа можеме грубо да именуваме како фаза на еквидистанца, во која македонско-бугарските односи има една замрзнатост
без посебни позитивни или посебни негативни чекори. Втората фаза започна на 1 август 2017 година, кога беше подпишан договорот за пријателство, добрососедство и соработка, и таа фаза можеме да именуваме како фаза на оптимизам. Во тој период видовме дека инфлацијата на лоши вести прекина и дека се создаде основа за еден позитивен напредок, развој на овие односи. Меѓутоа, после резолуцијата, декларацијата за клучоците на Бугарското собрание за Република Македонија, ние фактички видовме на самата сцена редефинирање на позицијата на Бугарија кон Република Македонија. Клучното прашање според мене на кое треба да даде одговор јавноста или во иднина можеби некои истражувачи на оваа тема е што се случи, заради што практично бевме сведоци на ова радикално скршнување на политиката на Република Бугарија кон Република Македонија во 2019 година, односно држава поддржувач на европските аспирации на Република Македонија во држава која што е најголемиот кочничар на нашите европски интеграции. Според жестината на пораките кои доаѓаат од Софија, изгледа дека политичкиот врв во Бугарија посакува македонските бугари да не влезат во уставот. Единствено така може да се оправдаат пред Европската унија и светот, оцени деновиве во колумна новинарот и долгогодишниот новинар Ерол Ризалов. Сметам дека овој коментар на вистина на еден прониклив начин успева да објасни, да соволи на некој начин актуелната бугарска политика кон Република Македонија, и таа е на линија на која што ова претходно јас и вие го разговараме, дека Бугарија води една политика на активна конфронтација и оттаму се многу легитимни стравовите, дури и повиците на дел од нашиот државен врв, на политичарите, на јавноста во Република Македонија, дека потребен е надворешен гарант во однос на границите на бугарското мешање во Република Македонија, бидејќи оправдани се стравовите дека со уставните измени нема да заврши политиката на активна конфронтација. И затоа во оваа смисла мислам дека како држава, како јавност, како општество треба да го поддржиме, да го охрабриме и да изразиме едно чувство на задоволство од се поприсутното инволвирање, би рекол, во рамките на дипломатските правила, секако на меѓународната заедница, на Европската унија, на Соединетите американски држави во овој проблем, бидејќи за нас како мала држава во меѓународните односи, ние не сме дел од Европската унија, Бугарија е дел од Европската унија. Знаеме како се носат одлуките во Европската унија и оттаму секоја странска меѓународна интервенција во оваа смисла, секој обид за помош во согласност со дипломатските правила, сметам дека може да им помогне на мали држави како нашата. Професор Спасеновски, вашата идеја која пласиравте пред речиси месец и половина за промена на државниот грб во пакет со уставните промени како можност да се придобијат симпатиите од пратениците од ВМРО ДПМН не најде на поддршка и кај власта и од страна на опозицијата. Што би било сега во вакви околности кога работната група функционира без поддршка од опозицијата, ставот на ВМРО ДПМН е јасен, нема да поддржат промена на уставот? Што би било веројатното сценарио во наредните неколку месеци да се случи? Точно е дека ниту една од политичките партии, ни од власта, ни од опозицијата не го прифатија предлогот, меѓутоа ниту една не го ни отфрли, што на некој начин зборува за тоа дека можеби во таа смисла се уште има простор да се размислува како креативно, гледајќи на ова прашање, да се обидеме да ги заштитиме граѓаните и нивното чувство на изневереност од уставните измени од една страна, меѓутоа од друга страна да го продолжиме процесот на европските интеграции. Меѓутоа, она кое што е важно исто така да го споменеме е дека не постои се уште, барем во оваа фаза, амбиент на разговори помеѓу власта и опозицијата во однос на уставните измени. И тоа е многу непријатно, во некоја смисла дури и лошо за Република Македонија. Имено, политичката математика во суверенијата Република Македонија е сосема јасна. Актуелното владеачко мнозинство или групата на партии пратеници кои стојат зад уставните измени во овој момент брои околу 74. Тоа значи дека без ВМРО ДПМН на бродот и дел од овие разговори, ваквата постапка тешко, барем во оваа фаза, би можело да биде остварена. И во таа смисла се судруваме со оваа политичка реалност, како понатаму ќе течат уставните измени. Дали можеби ќе се оди на ситуација да се разговара не веќе со партии, туку со поединечно со пратеници, или може оваа постапка да заврши неуспешно при првото гласање во суверената Република Македонија. Во овој момент не можеме да дадеме одговор, меѓутоа тоа се
Тоа се двете опции пред кои е исправена Република Македонија. Главните политички опоненти ГЕРБ и Продолжуваме со промените сепак успеа да постигнат договор. Бојко Борисов и Кирил Петков си подадоа рака да формираат влада со ротационен премиер. Дали во вакви околности, ваквиот модел може да биде применлив и во Македонија во услови на политичка поларизираност, во ситуација кога за стратешки прашања ни е потребно единство? Политичките партии во државата има простор да го демонстрираат тоа политичко единство во неколку ситуации претходно. И кога се договара уставните измени, кога беше дадена согласност околу така наречениот француски предлог или европска рамка, и сега кога е многу силна, актуелна дебатата околу уставните измени. Таа можност се пропушти. И во таа смисла, ова за кое што вие говорите, мислам дека би можело да биде ситуација со оглед на актуелната политичка географија и во собранието и генерално во државата, ова би можело да биде ситуација во случај на неповолен исход, поврзан со целта за составување на влада после некои следни парламентарни избори. Ви благодарам за разговорот. И јас ви благодарам. Трнлив пат до автопат. Вака накратко може да се опише договорот со Бехтел и Енка, кои треба да ги градат коридорот 8 и 10Д. Американско-турскиот конзорциум и договорот кој веќе е на увид на јавното обвинителство, а во исто време тимот антикорупцијска го прочешло и натаму останува енигма на голем број на отворени прашања и дилеми. Денове Жанета Трајковска, директорка на Институтот за комуникацијски студии, отвори неколку прашања кои помалку оставаат индикативни за јавноста. Меѓу нив, таа прашува дали договорот со Бехтел и Енка е даден на увид на граѓаните, дали е транспарентен овој процес, дали знаеме што е подпишано, дали треба да веруваме на ветувањата и уверувањата и така натаму. Добре ден за Жанета Трајковска. Добре најдов. Зошто уште од самиот старт се фрли сомнеш на целиот процес околу подпишувањето на договорот со Бехтел и Енка? Поради нетранспарентноста? Поради нетранспарентноста. Многу едноставно. Токму поради нетранспарентноста. Нетранспарентноста на било која јавна институција отвара можност за разновидни шпекулации и бришано поле за злонамерни информации, дезинформации, неверување и така натака. Едноставно не може ваков договор кој што е над 1,5 милиарда евра или долари, сега не знам евра, уште повеќе, нели, да биде подпишан далеку од очите на јавноста. Се тоа што сега се прави со јавното обвинителство, со ДКСК и така натака, е едноставно прекасно. Затоа што најголем дел од нас граѓаните веќе имаме изграден одреден став за тоа што се случува со Бехтел и Енка. Дали сега, всушност, откако договорот е доставен до надлежните институции, пред се до обвинителството и антикорупцијска, владата има на некој начин алиби, еве го доставивме, сега да очекуваме да видиме дали ќе најдете барем елементарна дамка во целиот договор? За мене не. Зошто едноставно мораше да помине време, каде што ќе се создадат многу дезинформации и шпекулации, и да се остави простор сето ова да зоврие во една сериозна политичка криза, кога можеше на почеток договорот да се даде на очите на јавност и на граѓаните. Ние сите плаќаме и сите ние, граѓаните, инвестираме во овој капитален објект. Никој не мислам дека не вика дека не е капитален објектот, но начинот на кој што тоа се реализира е далеку од транспарентен и демократски. Едно е деловна тајна за инвеститорите, но друго е нашата инволвираност како буџетски дотации што даваме едноставно од секој од нас, од граѓаните што учествува во општественото живење на оваа држава. Договорот со Бехтел и Енка е транспарентен и законски. Критиките од опозицијата се без факти. Дали оваа изјава на американската амбасадорка е всушност обид да и се остави простор на владата да каже дека нема ништо спорно во договорот, или пак
Изјавата на Агелер е директно фаворизирање на владеачката гарнитура. Знаете како, овие прашања треба да ги поставите и да ги поставиме на амбасадорката, но јас можам да зборувам каков печаток јавноста или дел од нас добија со ваквата изјава на амбасадорката. Никој не ги става под знак прашање добрите и позитивните аспекти на работата на и амбасадата и USAID, сите тие кои што помагаат со години наназад во обезбедување на поголема и демократија и транспарентност на Македонија, нели како американска помош. Но ваков тип на изјава не прави добро за демократијата на Македонија и за процесите. Ние многу често, и политичарите, и јавноста, и сите дел од нас гледаме кон Европската унија и кон Америка, кон Соединетите американски држави, дека тие треба нас да не спасат. Тоа е погрешен пристап. Знаете, секој од дипломатите кои тука со ограничен временски рок, како што и самата амбасадорка кажа, она си ги гледа интересите на Америка, нели, кои што се добронамерни, но од друга страна сепак е како и самата изјава е проамерикански ориентирана, бидејќи ги представува интересите на својата држава во Македонија во овој мандат. Меѓутоа, прашањето е кого застапуваат нашите политичари. Тука треба да ја свртиме приказната. Не треба да бараме ние оправдување или помош или да критикуваме некој кој што е од дипломатскиот кор. Ние треба да нашата критика, нашиот однос и нашето барање за поголема транспарентност и отчетност и добро владење да ја свртиме кон нашите политичари, да не бараме некој од надвор да не спаси. Трајковска, пред воопшто да биде потпишан договорот од владата со американско-турскиот конзорциум, од Вашингтон често стигнува пораки дека Стејт департментот подготвува црна листа за македонски политичари и бизнисмени. По договорот со Бехтел и Енка, како да се стиши таа тема. Гледате тука некаква сумничавост? Можно е, но може би и не е. Знаете како, бидејќи од друга страна, повторно, ќе се вратам на она што го кажав пред малку, што нас ќе ни значи таа црна листа за одредени политичари од Соединетите американски држави? Дали тоа значи притисок на нашиот судски систем? Дали тоа ќе значи дека некои од тие политичари најпосле ќе излезат пред лицето на правдата? Не, ние имаме политичари, активни политичари, кои што се на забранета листа за влез во Америка веќе така повеќе од 5-10 години. Дали нешто е сменето во дел да тоа? Не. Дали тие политичари учествуваат во политичкиот, активно во политичкиот живот во Македонија? Да. Дали се лидери на партии? Да. Дали е нешто сменето? Не. Значи мораме да ги вагаме работите. Некои работи се прават од страна на нашите пријатели од странство за да направат притисок. Меѓутоа тешките одлуки, вистинската работа ние мора да си ја направиме дома, тука. Одредени истражувања покажале дека власта не консултирала при носење на законите, молку од информации од јавен карактер, кои се причините за неотчетноста, за нетранспарентноста на институциите? Видете, ние правевме едно истражување на крајот на минатата година, почетокот на ова, имавме голема конференција во делот на поврзаноста на дезинформациите и транспарентноста на институциите и ги прашавме и институциите, ги прашавме и новинарите. Еден од заклучоците е дека транспарентноста го оттежнува можеби процесот на носење на одредени закони, но тоа е целта на демократијата, така да немаме вносење на закони каде што нема да биде јавноста вклучена. И мислам дека дел од работите, бидејќи сега сме во ниво дека имаме уште еден реформски залет каде што ќе имаме на брзина, нели, на реформирање на одредени работи, па некој датум од 2030 година дека ќе станеме полноправна или полнолетна членка на Европската унија, што за мене е за неверување, но ќе го поддржам процесот, дај Боже да е така. И во тој процес на брзање, во тој процес на немање политичка култура и парламентарна култура на работење заедно за националните интереси на државата, без оглед дали е позиција или опозиција, ние имаме нетранспарентност и неотчетност. Следите тренинг разговараме со Женета Трајковска, директорка на Институтот за комуникацијски студии. Партиите формулираат и прават вести. Сте оцениле во 2016 година како денеска влие политичко партиското ткиво врз функционирањето на седмата сила? Денес прават дупло повеќе вести. Едноставно, самиот технолошки развој придонесува
да сите ние и побрзо живееме, меѓутоа секој од нас, без оглед каде и да создава информација. Политичките партии едноставно станаа медиуми, 24/7. Некогаш се побавни, некогаш се побрзи, но тие комуницираат сега директно со јавноста. Тоа значи дека медиумите се изоставени можеби од тој круг во прва рака, но имаат многу поважна и многу посуштествена улога медиумите, а тоа е да ја обезбедат информацијата со контекст, со аналитичност, со истражувачки наоди, значи едноставно да ја обезбедат таа вистина која што и сите факти кои што се врзани за одредена информација. И тука е моќта на седмата сила. Новинарите па и уредниците не можат да одолеат на влијанието од одредени центри на моќ. Сакате кратка или долг одговор? Едноставно е, знаете како, секогаш има спрега помеѓу медиумите и политичките партии. Кај нас ке има оправдување заради економските услови, заради нерегулираните, заради малиот пазар, заради клиентелистичките односи, заради самиот состав на собственоста на одредени медиуми. Јас повторно ќе речам, ние сега треба да дадеме поддршка и да ги поддржиме и едноставно да обезбедиме простор за малите медиуми, за истражувачките групи на новинари, кои што новинарството им е првично, а не бизнисот. Трајковска, бевте дел од граѓанскиот изблик за незадоволство и дел од шарената револуција за уривање на ВМРО ДПМН предводено од Никола Груевски. Како денеска ја оценувате политичката состојба и колку актуелната владеачка гарнитура ги оправда очекувањата на граѓаните? Шарената револуција, избликот на незадоволство во тој период, нашите прошетки повеќе месечни, не само за шарената револуција, студентскиот пленум, професорскиот пленум, Кежаровски, секој ден во 5 и така натака, едноставно беа многу нормален одговор на тоа што и се случуваше на Македонија во претходните години и системот кој што го воспостави тогашното ВМРО и ДУИ, ги забораваме секогаш ДУИ дека биле дел и од таа коалицијска влада и од оваа коалицијска влада и без оглед на се мора да се земат дел од обврските, одговорностите и од вината за воспоставување на тој систем што го живеевме во делот на пред 6-7 години. Беше многу нормално. Едноставно, сите бевме горди дека граѓаните без оглед на политичката, етничката, националната, било која позадина излегуваа на улица. За жал, после 6-7 години од сега, можеме, кога ќе ги прашате тие кои што беа поактивни, како јас и некои други, никој од нас не е задоволен. Причините се повеќе. Можеби имавме многу високи очекувања дека тоа што треба да се случи, ќе се случи, можеби имавме прагот кој што сакавме да го достигнеме како држава, не беше многу високо ставен. Сега, повторно, се соочуваме со една состојба која што не е многу благопријатна во делот на плурализмот и слободата на изразувањето, бидејќи од една страна мислам дека и медиумите направија, генерално сега зборувам, сите ние направивме еден тип на лоша услуга на оваа влада, после доаѓањето на СДСМ и ДУИ на тој начин како што дојде на еден нецивилизиран и недемократски пристап со сето она што се случуваше на 27 април. Не дадовме 100 дена, туку мислам дека дадовме 2 до 3 години пауза од некои посериозни критики, за да може да се акомодира после цунамито кој што ни се случуваше. Мислам дека тој систем, дека требаше сите ние како цивилно општество, медиумите и така натака да се разбудиме малку побрзо и да се почнеме да ја вршиме малку по-критично нашата работа во однос на барањето за отчетност, транспарентност и инволвираност на сите делови од општеството во системите и во процесите што ни се случуваат, и тоа можеби ќе беше подобро за оваа владеачка структура. Имам на крајот 2 блиц прашања. Првото е, што доколку обвинителството и антикорупцијска најде слабости во делот со Бехтел и ЕНК? Треба да ја вратиме на почеток целиот процес. И тогаш ќе биде многу повеќе од барање на транспарентност, туку ќе биде законски едноставно задолжително да се види договорот и да се потегнат сите законски чекори,
исто тоа кој ги потпишал тие договори, така натака, но да видиме. Гласен критичар сте на урбаниот хаос. Дали во моментов превладува градежната или урбана мафија, интересот на јавноста или на поединецот? Секако не превладува интересот на јавноста. Превладува интересот на поединецот и спрегата помеѓу политиката и помеѓу клиентелистичките центри на моќ, во овој случај на тие кои што се на страната на на урбаната мафија, ајде така да кажам. Ние имаме многу примери каде што сега ќе не очекува тоа што ќе се случува со Треска, целиот тој дел, тоа што се случува сега со Holiday Inn. Ние имаме затнат град заради Саем и заради тоа што беше срушен Саем и што во центар на град имаме, јас не викам дека не треба, меѓутоа сообраќајното решение е ужасно. Ние имаме згради каде што еден на друг се гледаме во дневните соби, во спалните соби. Ние не живееме, сега е модерно да кажат, хумано живење или хуман урбанизам. Има еден, тоа архитектите го кажуваат дека во големите градови, каде што нема урбанизам, луѓето живеат како стаорци. Мислам дека во Скопје во моментот се живее како стаорци, под постојан притисок, во групи, не многу чисто и дефинитивно нехумано. Благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодараме на вас за поканата. Поштовани реч, следете разговор со Жанета Трајковска, директорка на Институтот за комуникацијски студии. Продолжуваме понатаму со следниот соговорник во ова издание на ТВ Магазинот. Во Македонија има околу 840.000 станови, од што над 36% се ненаселени или има околу 307.000 вишок наспроти семејства. Целата слика ја надополнува и податокот дека досега се легализирани околу 397.000 бесправно изградени објекти. Сферата на градежништвото е перманентно под сомневање дека зад стамбената експанзија се изведува една од најделикатните операции за легализација на сомнителниот капитал. Прашањето на дивоградбите е особено деликатно во зоната на заштитените појаси, како што е Охридското езеро, во деловите на Водно, националните паркови, Мавровското езеро, Шарпланина. Во урбаните средини, дивоградбите се дел од урбаниот хаос. Последните статистички податоци за 2021 година покажува дека се регистрирани над 740 објекти, без градежна дозвола и урбанистичка согласност. На последната седница на ЗЕЛС е формирана работна група, која би предложила решенија за конфискација на диво изградените објекти. Иницијатор на ова идеја е градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. Не само ние, туку и повеќето општини од државата се соочуваат со проблемот на дивоградби. Самото отстранување на истите и многу чини. Имаме дури дивоградби кои што се прават на државни земјишта, на зелен појас, кај што имаме непознати сторители, дури немаат ни собственост на одредени парцели и слично. Идејата е како што во некои околни земји го решавале во минатото проблемот, а тоа е со делум на конфискација. Сите оние средства кои што би се трошеле за оневозможување, за отстранување на диво изградените објекти, во некои случаеви истите бидат конфискувани од страна на државата и бидат пренаменети за други работи, односно бидат пензионерски домови или предадени за социјално загрозени семејства и така натаму. Целта ни е да конфискуваме објекти кои што се изградени на државно земјиште, па имаме и примери во општината и на зелен појас, каде што има непознати сторители. Значи, има и поголеми објекти кои што, за да ги срушиме истите, ние спроведовме јавна набавка. За два такви објекти треба да издвоиме за да ги оневозможиме за функционалност, односно да срушиме неколку столбови за да ја оневозможиме самата дивоградба да може да функционира. Со што се соочуваме? Со големи трошоци за рушење, а тоа се околу 5,5 милиони за две згради да ги оневозможиме да бидат функционални. Уште 3 пати повеќе ќе коштат нивно целосно отстранување од парцелите, доколку само ги оневозможиме и ги оставиме истите, се соочуваме со проблем да во истите се вселат бездомници и така натаму, кои што прават дополнителни проблеми на населението во тој район. На најмаркантните локации се градат хациенди, доградби, цели комплекси, се сечат шуми,
Колку мафијата е аздисана до тој степен што помалку немате ни контрола кој се гради во централното градско подрачје. И покрај високите казни, кои што се предвидени за диво изградени објекти, сепак некој се дрзнува да и покрај казните продолжува да гради на диво. Ние санкционираме све, нашите инспектори се постојано на терен, иако секогаш кубуриме со не само ние, туку сите општини со инспекции, со број на инспектори, но сепак наоѓаме начин да редовно излегуваме на терен и санкционираме сето тоа што е злоупотребено. Неодамна беше соопштено дека уште најмалку 140.000 диво изградени објекти чекаат на легализација. Дали во овој меѓупериод некој ќе успее да се спаси од ова ваша првична идеја? Ке видиме кога и дали ќе се донесе тој нов закон за легализација на диво изградени објекти. Нашата идеја е која што добро пројде и во јавноста, но и одлично пројде и прифатена од страна на моите колеги градоначалници. Според податоците, конфискација на диво изграден објект може да се реализира исклучиво со судска одлука. Како тоа планирате да го реализирате? Го дискутиравме и со Министерството за правда, кои членови да се сменат за да се избегнат оние судски одлуки, поради тоа што тоа ќе го пролонгира и доста време ќе одземе, да најдеме начин како да го прерипнеме тој дел за да се убрза целиот процес. Се залагате за конфискација, но она што се наметнува како прашање е после конфискацијата. Дали тоа може да предпостави дека одреден субјект, физичко лице или па и правно, може по багателна цена да го откупи објектот? Нема да се дозволи тоа, поради тоа што има одредени цени како се движат во одредени делови од центарот, одредени делови од градот, па и од државата, се знаат од прилика вредноста на земјиштата и како се движат пазарните цени за метар квадрат. Како во сузбивањето на урбаната мафија во централното градско подрачје? Не само во централното, ако може да се прави во дивоградба во централното, каде што централното градско подрачје е секогаш највеќе на лупа од страна на и граѓаните и новинарите, може да замислите што се случува во другите општини, но не би навлегол секој се грижи и работи за општината на која што ја води. Наоѓаме начин, како што напоменав, и јас излегувам заедно со инспекцијските служби. Покрај комисијата за урбанизам во општината направи посебна комисија каде што има планер, урбанист, градежен инспектор и правник кои што заедно со мене излегуваме на терен од отпочнување на градба до завршување на самата градба. Зашто? Поради тоа што се соочуваме со одредени проблеми да во општината се доставуваат идејни решенија, се даваат одредени забелешки од нашите урбанисти. Сето тоа убаво ќе се скоцка, се дава правосилност на решението, но на терен не секогаш секој инвеститор ги почитува законите, односно гради според издаденото решение. И затоа во моментов имаме неколку стопирани градби, па најверојатно ќе имаме и поништување на некој правосилност на решение, поради тоа што не се запазени целосно законските прописи, односно не е градено според одобрението издадено од самата општина. Дел од архитектите сметаат дека ова е популистички чин кој може да ги амнестира градежните инспектори, урбанистите, локалните власти до тој степен што помалку изгледа симптоматично зошто сега со ваква идеја, иако јавна тајна е дека диво изградените објекти не се од пред година дена две, да речем. Да, имаме диво изградени објекти во минатото, оној закон што ги има фатено и во моментов имаме одредени легализации кои што стоеле со години во општината, но со законот за легализација до 2025 година, ако не се лажам, ние треба да ги затвориме сите тие предмети кои што се останати од минатото. И не велам не, има и предмети кои што се пред година, две, пред 5-6 години, кои што не може да се заведат во катастарот, поради тоа што имаат и дел од објектите кои што се дивоградби и така натаму.
луѓето се дрзнуваат на се. Со еден добар пример и една конфискација, мислам дека секој кој што досега правил дивоград би се дрзнувал да изгради на диво одреден објект, мислам дека ќе размисли неколку пати дали да отпочне со тоа. Герасимовски, велите дека постојано сте на терен, вашите колеги се постојано на терен санкционираат. И јас со нив. И вие барабар со нив. Ако и вие сте барабар со вашите колеги на терен, зошто не го послушавте и не го прифативте барањето од граѓаните од Водно, кој побара од вас да го поништите решението за градба? Предпоставам знаете на кој објект, мислам на улица Питогури. Како не? Пред една година ви е доставено решението. Да, значи имаме решение, правосилно решение дадено за градба, кое што издадено пред да стапам јас на функција во општината. Многу пати разговаравме и со жителите кои што живеат на тој дел од центар на Водно. Баравме начин како да ги стопираме поради тоа што таму не е една парцела, за една само имаше издадено правосилно за градење, но таму има вкупно 8, значи имаш уште 7 парцели кои што се во густа шума. Тие парцели, ако се сеќавате, ги имаш и во бомбите пред пар години, каде што еден од поранешните примери говореше како ќе дигнат зид за да не ги гледаат и слично. Најдовме начин да правно биде тоа сето покриено, да не утре некој сноси финансиски последици или било какви тужби, да преку совет не се изведе патот, односно се најдовме дека направивме анализи дека котата не дозволува да се спроведе таму пат и со тоа да ги стопираме останатите 7 парцели. Но за ова, кое што има правосилност, ние како општина не можеме целосно да ја стопираме, односно да престане градбата. Таму е издадена само прва фаза на одобрение, тоа е подрум и приземниот дел. Имаше втора фаза која што јас како градоначалник кажав дека и нема да ја дозволам, за да не се дозволи градба, но самиот инвеститор на тој простор отпочнал, тоа и го потенциравме неколку пати, и го разговаравме и со жителите од таму, да ја реализира отпочнување на градба, се со цел да не пропадне правосилноста на решението. Значи има законски рок од 2 години за да се отпочне градба. Дел од упатените велат дека градоначалникот на центар има лесна рака во давањето на градежни дозволи. Колку досега откако сте градоначалник на центар имате издадени градежни дозволи? Има статистиките кои што излегоа минатиот месец, а тие се официјални од Државниот завод за статистика, и ние сме меѓу општините кои што имаме најмалку издадени дозволи. Дали го делите мислењето на центарци дека градското централно подрачје се гуши од бетонизација? Да, и затоа бараме начин на секоја нова дозвола која што се издава, да заедно со инвеститорите обрнат повеќе внимание во делот на урбанизирање на просторот околу нивниот објект. Да има повеќе зеленило, да има урбана опрема. Сообраќајниците гледаме да бидат што подобри во моментов, сите улици кои што ги правиме, се прави ленинова, правиме велосипедски патеки, ги ослободуваме пешачките зони кои што порано биле узурпирани со возила, таму каде што има можност и каде што дозволува просторот. Герасимовски, на последните локални избори СДСМ доживеа голем пораз. Вие можеби сте едно од ретките светли точки на последните локални избори. Сега ве прашувам, може да ви изборните резултати од последните локални избори да се пресликаат и на следните парламентарни избори? Можам слободно да кажам дека и покрај сите оние тектонски пореметувања со војни, со ковид кризи, со накачени сметки на електрична енергија, ние сепак сето она што го говореше опозицијата дека државата ќе падне на колена, дека нема да има доволно електрична енергија и ред други дезинформации, искочија дека не се вистините. И покрај сите кризи со кои се соочува и светот, државата успеа да на нозе ги издржи сите кризи изминатите неколку години, што е за пофалба.
кога сме во делот на реализирани проекти, колку проектот, односно изградбата на коридорот 8 и 10 и договорот со Бехтел и Енка може да ви донесе политички поени, бенефит на конто на владеачката гарнитура или може би да биде само вовед во следни избори кои може да ги изгубите? Може би фалеше еден дел од самата реализација на проектот да се одвои во делот на поголема транспарентност и објаснување на граѓаните за каков тип на проект станува збор и какви бенефити ќе имаат граѓаните. И поради одредени причини најдена одреден револт и негација од страна на Оправдан ли е револтот кај опозицијата? граѓаните во однос на делот на нетранспарентност на овој проект? Може би во делот на недоволна информираност пред отпочнување на проектот. Но пак станува збор за еден капитален проект кој што во иднина ќе имаме бенефиците граѓани. А што доколку обвинителството и антикорупцијската комисија детектира слабости во овој договор со Бехтел и Енка, дали тоа може да значи и целосно стопирање на изградбата? Што вие мислите? Сигурно би значило, но не верувам дека владата би дозволила да има нешто нетранспарентно, односно да се случи нешто такво. Дали всушност власта преку доставувањето на договорот со американско-турскиот конзорциум до обвинителство и до антикорупцијска го користи сега како алиби дека доколку евентуално се најдат некакви пропусти, всушност дека тие се покриени, дека сепак го доставиле до надлежните институции на преиспитување. Дали може би ова е задоцнен чекор? Па пак велам, не ми се верува дека во самиот договор нешто е криминално. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам на поканата. Поштовани гледачи, тоа беше Горан Герасимовски, градоначалник на општина Центар и еден од главните иницијатори за конфискација на диво изградените објекти. На почетокот на следниот месец во Тетово ќе биде премиерно прикажана представата Професионалец, работена по истоимениот филм на српскиот режисер Душан Ковачевиќ. Како живее театарската сцена во Тетово деновиве и колку го има цинизмот присутен во земјава, вечерва во Трилинг разговарам со режисерот Саша Серафимовски. Серафимовски, добро вечер и добро дојдовте во Трилинг. Добро вечер, благодарам на поканата. Сите ја паметиме всушност онаа маестрална игра на Бора Тодоровиќ и Бранислав Лечич, за момент заборавив, која што издобилуваше со цинизам и иронија во Професионалец. Колку ова време, моментално сега, во земјава диктира за да се направи адаптација на ова дело? Па, поразителен е фактот дека ништо не е сменето од тогаш до сега. Бора Тодоровиќ е вториот избор на Душан Ковачевиќ по смртта на Данило Бата Стојковиќ. Оригиналниот текст е од Звездара театар, всушност е театарска представа, не филм. Адаптацијата доаѓа покасно за филмот, затоа што во оригиналниот текст генерално фигурира ликот и делото на Јосип Броз, а во филмот го гледаме ликот и делото како сака, нели, на Слободан Милошевиќ. Така тоа се два различни концепти, меѓутоа цинизмот кој што преовладува е идентичен како и денес. Само што за разлика од тогаш цинизмот во тоа време, најверојатно не знам, не сум бил присутен таму, меѓутоа сметам дека бил далеку поискрен од овој денеска. Барем тоа е моје мислење. Ако гледате, ако правите некоја паралела на тоа време и овдешното и сегашното кое што е, нема никаква разлика. И токму затоа овој текст на Ковачевиќ безвременски според мене, може да го играте кога сакате, може да го играте денес, може да го играте по 10 години. Тоа е тоа. Секаде постоеле функционери под наводници или тогаш удбаши, агенти, а денес, нели, нешто друго. Агенти имало тогаш, агенти имало и денес, кои што земаат да работат работи кои што не им се работат. Чисто само за да се додворат на системот, односно да бидат лојални, како вели Ковачевиќ, лојални кучиња на било кој систем, без разлика дали е социјален, дали е комунистички, дали е демократски или каков и да е, или режим на крајот на крајшто. Серафимовски, кога ќе се погледне постерот за представата на социјалните мрежи, со големи букви пишува дека проектот е реализиран без поддршка на Министерството за култура. Меѓутоа, во годишната програма на Министерството за култура се вели дека вие сте добиле некакви финансии за оваа представа. Тоа е некаков маркетинг трик или сакате некоја порака да пренесете? Не е маркетинг трик, ги вратив средствата назад.
затоа што сметав дека се понижување за еден професионалец кој што треба да работи театар. Средствата не би сакал да ја коментирам, ако инсистирате ќе ви ја кажам сумата, меѓутоа сумата која што беше доделена, сватив дека можам сам да се ја продуцирам. Че буквално, сега вие може да претпоставите какви се тие средства. Што е смешно, тоа е навреда и не е прв пат. Меѓутоа оваа година мислам дека малку повеќе требаше да се обрне внимание барем на некакви си традиции, на некакви си македонски работи кои што со оваа година на годинешната програма се апсолутно лаут. Не е поддржано Министерството за култура затоа што средствата преку институцијата преку која беше конкурирано Националната установа Центар за култура или Антески смок Тетово му кажав на директорот дека се откажуваме од тие средства. И како живее театарската сцена во Тетово ако немате некој солиден финансиски буст од страна? Добро. Прашањето е доста интересно. У Тетово има неколку национални установи кои работат театар, меѓу кои најстаро е ова драмско студио кое што не е поддржано на капа. Што е многу интересно. Има национална установа Тетовски театар, секоја чест на тие момци кои што се трудат максимално и работат и на македонски и на албански јазик, меѓутоа главниот столб на тетовската, ајде да кажам, театарска сцена го носи драмското студио и тоа е непобитен факт. Серафимовски, вие низ вашата кариера работите монтажа, работите режија, актер сте. Како успевате да направите, да кажам, синхронизација помеѓу сите овие улоги? Па видете, не можете да ги поделите временски. Например, од јануари до јуни ќе работам ова или од јули до крај на година. Но најверојатно е некоја состојба на инспирација. Монтажата ми било од секогаш интересно да комбинирам слики и тон според моje видување. Се надевам дека достигнав некое онака малку повисоко ниво, затоа што било кое дело визуелно кој што го работам го монтирам сам. Не дека немам поверење во луѓето со кои што работам, туку едноставно сум човек кој што стреми кон некаков си перфекционизам. Едноставно немам храброст ниту образ да малтретирам некого толку време. И најверојатно тоа е една од причините кои што ги работам сам. Актерството ми е онака во крв, мојата струка не е актер, јас сум режисер филмски. Меѓутоа актерството ми е вкоренето од дете. Значи уште од далечните 90-ти години како човек кој се занимавал со театарска уметност на аматерска основа, се разбира тогаш, на некакви си младински драмски студија и слично, довело до крај како една главна инспирација да на релативно досна возраст запишам филмска режија како факултет, пошто најверојатно ништо друго повеќе не се наоѓа. Спојот е интересен. Ви кажав, се состојба на моментална инспирација. Буквално имам дома преку 50 драмски дела кои што ги имам во фиока и сите имаат некои си дати оној момент кога биле преведени, адаптирани или лекторирани. И може да се случи да ги работам после 10 години. Како што е случајот со Ковачевиќ, например, со професионалец, тој текст го имам во глава некаде 6 години, не знам, најверојатно сега беше моментот. И покрај сите работни ангажмани кои што ги извршувате во Скопје, Тетово не го заменивте, тетовската адреса си остани и покрај тоа што на моменти знаете да бидете поприлично гласен за некои работи кои што се случуваат во Тетово. Па добро, ако структурата која што моментално сега влеговме малку политички, меѓутоа ајде да објасниме до крај, дојде на власт 2016 година токму поради тие работи, дека треба да бидеме гласни, дека треба да ги коригираме општествените појави, па дури и во уметноста. Сметам дека не правам лошо дело. Тетово не сум го напуштил затоа што корените длабоки ми се од тој град. Скопје сум работел и се уште работам. Голем број од моите пријатели потекнуваат од тука. Ако ме прашувате мотиво зашто не го напуштам, не знам. Најверојатно некое локал патриотско чувство, затоа што можеби уште наоѓам плодна почва каде би можел да работам, односно да делувам уметнички. Мојот протест под наводници, кон било каков систем или личност не може да се одействува со фрлање на камен во прозор. Јас се трудам да го кажам тоа преку сцена, преку текст, преку филм, преку таква некоја уметничка форма на протестирање, ајде да бидам гласен, како што велите вие, сметам дека тие социјални мрежи се можеби единствената алатка преку која што вие може да допрете
до одредени структури, иако и лично ги познавам тие одредени структури, успеав на некој начин очите малку да ги завртам кон градот по шара, затоа што реално за волја на вистината одамна беа завртени на некоја друга страна. А во градот под шара беше актуелна една изјава на тетовскиот градоначалник дека Титово е центар на албанците. Како ја толкувате вие ова изјава и како преовладува тоа локално патриотско чувство кога ќе... Па видете, ако вие во вашиот релативен краток или долг мандат не сработите ништо од оно што сте го кажале, и кога доаѓа момент да дојдат ваши сонародници, ајде да кажам, од диаспора или од некоја друга држава, што наш сосед, без разлика дали Албанија или Косово, што вие ќе представите нив дека се сработили освен гол национализам? Градоначалникот на Тетово, господинот Касами, од првин се трудев да го разберам, на крај ми е смешен. Затоа што, ако алудирате конкретно на неговите последни небулозни изјави, сметам дека прво треба да се засрами сами од себе си, затоа што дволичноста која што произлегува од неговата уста треба најпрвин да ја мери кон оние кои што му дадоа поддршка, а тоа се македонците. Да не беа македонските гласови, господинот Касами немаше да стане градоначалник на Тетово и тој е свесен за тоа. Сега не можам да протолкувам таа изјава, верувајте ми, затоа што најверојатно сметам дека можеби то не може таква изјава да даде нормален човек. Верувајте ми, тоа според ме, особено на некој што се занимава со политика, каде што треба да работи во добробитот на сите граѓани. Се таа негова изјава, тоа е некој најверојатно некој сон кој што лета на некакви крилја, подржан од некој, меѓутоа ниеден сон не е вечен, така да некој ден убаво ќе мора да се разбуди, да се соочите со реалноста, дека Тетово е град на сите граѓани кои живеат во него и не можете никако да дадете таква глупост од изјава. Серафимовски, ви благодарам што бевте дел од Трилинг и ви посакувам успешна премиера. Фала, ви благодарам и вас. Разговорот на колешката Марија Димишкова со режисерот Саше Серафимовски беше последната содржина за ова издание на Трилинг. Се гледаме за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути. До тогаш, довидување.